Слушате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска во рамки на посетата на Рим и Ватикан по повод честувањето на Денот на сесловенските просветители ќе има аудиенција кај папата Лав 14. По аудиенцијата, председателката Силјановска-Давкова ќе има средба со државниот секретар на Светата столица, кардиналот Пиетро Паролин, а средбата ќе присуствува и секретарот за односи со држави и меѓународни организации на Светата столица, надбискуп Пол Ричард Галагер. Според програмата за попладневните часови предвидена и средба и со председателот на Италијанската република Серджо Матарела, со што завршува неколкудневната посета на председателката Силјановска-Давкова на Рим и Ватикан. За време на престојот таа присуствуваше на молебден на гробот на Свети Кирил по почестувањето на 24 мај и ја посети базиликата Санта Марија Маджоре, каде што положи венец на спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа Кирил и Методи и го посети гробот на папата Франциск. Во рамки на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил заедно со македонско друштвено црковната делегација присуствуваше и на концертот на Македонисимо на Симон Трпчевски, наставан во организација на Македонското министерство за култура. Власта го одби повикот за лидерска уште пред да го слушне предлогот од Филипче. Од ВМРО-ДПМН велат дека лидерот на СДСМ не треба да ги користи овие средби за кревање на личниот рейтинг, но ова не значи ништо за СДСМ. Оттаму остануваат на најавата од Филипче дека ќе ги објави деталите со кои, како што велат, делуваат како конструктивна опозиција. ВМРО-ДПМН го одби повикот на Филипче за лидерска средба. Првенствено би сакале Венко Филипче да не ги користи приликите за лидерска средба за да си го крева рейтингот. Лидерска средба имаше само пред еден месец и сметаме дека нема потреба за истото. Доколку Филипче сака да си прави средби со своите коалициони партнери, може да го направи тоа со Али Ахмети, со Таравари или со Димча Пасиев, бидејќи тие се исти луѓе со исти вредности. Филипче вчера од Охрид најави дека утре на Националниот совет за евроинтеграција со кој председава ќе предложи конкретна агенда составена од, како што рече, најважните точки поврзани со реформскиот пат и националните интереси за кои според него најголемите политички партии треба да разговараат на лидерска средба. Од СДСМ велат дека не се откажуваат, повторуваат дека Филипче утре ќе излезе со свои предлози во духот на идејата да се биде конструктивна опозиција. Да подсетиме дека до сега СДСМ дефинитивно како конструктивна опозиција учествувала со конкретни предлози и претходно, секако сакајки да се работи заедно за општото добро на граѓаните. Дел од тие предлози наишле на негодување, односно неприфаќање, дел од предлозите се уште немаат одговор, но тоа не значи дека тука ќе престанеме како конструктивна опозиција. СДСМ останува посветена на напредокот на државата, секако во интерес на граѓаните и останува посветена секако со предлози по однос на реформската агенда, за која секако очекуваме ангажман од сите политички партии. Филипче и Мицкоски имаа заедничка средба на почетокот на минатиот месец. Тогаш договорија работни групи да работат на повеќе законски решенија кои се дел од реформската агенда. Меѓу нив беше и законот за енергетика, за кој од СДСМ тврдат дека и покрај конструктивната атмосфера, владата во последен момент со амандмани го изменила во спротивност на европските вредности. На крајот на минатиот месец првата средба ја одржи работната група за реформи во правосудството. Од СДСМ велат дека ги дале своите предлози, но се уште не добиле одговор, обвинувајќи го министерот за правда дека доцни со овие реформи. Тој пак објасни дека неколку закони се веќе поставени на ЕНЕР системот, додека во финална фаза на подготовка се уште 13 законски решенија. Александар Спасовски, Сител телевизија. По тема на денот во дневникот на Сител гостуваше Имер Селмани и изборуваше за случувањата во Вреди. Оценува дека по сето ова Изет Меджити е во предност и се позиционира како лидер на коалицијата. За него станува нејасно делувањето на Таравари и позиционирањето во опозиција во овој момент.
Ако гледаме, значи, одвоено сега како доби во вредност, секако во вредност во самата вреди доби според мене вице-премиерот Изет Меджити, кој што има поконсолидирана партиска структура и кој што некако, ако имаше некој дуализам кој што во последните месеци го гледавме помеѓу Армен Таравари и Изет Меджити, не само во изјавите, туку и во надпреворот кој ќе биде лидерот или евентуално идниот лидер на вреди, не само на хартија, туку суштински, да кажеме, менувач на работите, односно реформатор во општеството, мислам дека Изет тука доби подобар терен. Ќе видиме како тој терен ќе го искористи, затоа што само е почеток на промените и случувањата кои што се случуваат во вреди. Ако Армен Таравари има јасна визија за тоа како ќе функционира во опозиција, може нешто да од опозиција, да кажеме, од позиција на опозиција профитира. Меѓутоа, знаете, во политиката сите чинители и политичките партии кога се создаваат да бидат дел од власта. Зашто? Затоа што преку учество во власта се менуваат работите. Вие едноставно може да донесете добри закони, да донесете добри одлуки, да ги упростите постапките во јавната администрација или судството кое што ни е слаба алка во последните неколку години да се реформира ако бидете дел од власта. Некако прибегнувањето кон опозиција малку е чудно.